Постигнат е договор со Душан Ковачевиќ, основачот на познатиот музички фестивал Екзит, од следната година да се одржува во Скопје. Соопшти кандидатот за градоначалник на Скопје Орце Ѓорѓиевски. Според него, Скопје од следната година ќе стане една од дестинациите на оваа европска фестивалска групација, со што ќе се зголеми квалитетот на културната понуда и ќе го позиционира градот на туристичката мапа. Од друга страна, од СДСМ велат дека Орце Ѓорѓиевски манипулира, објаснувајќи дека секоја сериозна личност што го прочитала официјалното соопштение на Екзит, лесно може да утврди дека за фестивалот не постои потврда оти ќе се одржи во Скопје ниту во 2025 година, ниту во 2026 година. Визија за целосна трансформација на зоолошката во современ, едукативен и хуман јавен простор најави кандидатката за градоначалничка на град Скопје Каја Шукова. Таа истакна дека моменталната состојба на зоолошката градина не одговара на потребите и потенцијалот што оваа институција го има. Зоолошката градина треба да биде многу повеќе од место за прошетка. Таа треба да биде простор каде децата учат за животните и природата, каде семејствата се чувствуваат безбедно и пријатно, а животните живеат во достоинствени услови, изјави Шукова. Новата административна зграда на Карпош ќе биде свечено отворена утре. Општината ги кани сите граѓани да присуствуваат на настанот. Од локалната самоуправа го опишуваат објектот како едно од најзначајните вложувања во историјата на Карпош. Со овој капитален проект, општина Карпош ја потврдува својата определба за создавање современи, функционални и енергетски ефикасни јавни објекти, во кои граѓаните ќе можат да ги остваруваат своите права, се вели во соопштението на општината. Пенов, поранешниот градоначалник на Скопје, заедно со докторот Никола Пановски, ќе бидат начело на градската листа за советници од ЛДП. Според Пенов, ЛДП ќе излезе сама на изборите во Скопје, но ќе биде во соработка со гром на градоначалникот на Карпош Стефчо Јакимовски и меѓусебно ќе се ги поддржуваат кандидатите. Пред 4 години ЛДП исто така настапи одделно од нивниот коалициски партнер СДСМ, но тогаш беше во изборна коалиција со ДОМ. По објавувањето на кандидатот за градоначалник на Скопје, Левица викендов ги објави и имињата на кандидатите за скопските општини. Па така, кандидат за Киселавода ќе биде Јане Ацевски, поранешен декан на Шумарски факултет. За Ѓорче Петров, адвокатот Александар Димитриевиќ. За Карпош, Антонио Димитров, директор на КИЦ Скопје. За Газибаба, Златко Тренчевски, металуршки инженер. За аеродром, Маријан Димитриев, економист. Околу 3 часот по полноќ, автомобилот на Ѓорѓи Галетановски, Чомбе, беше опожарен и целосно изгоре. Инцидентот се случил на паркинг пред зградата во која живее Галетановски во скопската населба Киселавода. Според првичните информации, сведоци слушнале експлозија и забележале едно лице како бега од местото на настанот. Галетановски е актуелен претседател на градската организација на СДСМ за Скопје. Тој е познат во јавноста и како поранешен директор на зоолошката градина во Скопје. Граѓаните и на најголемиот државен празник решија да излезат на протест и да го искажат своето незадоволство поради загадениот воздух, кој со години наназад го дишат жителите на аеродром Ново Лисиче и Газибаба, поради секојдневното палење на отпад на депонијата Вардариште. Жителите веќе една недела излегуваат на протест и ја блокираат раскрсницата помеѓу булеварите Асном и Србија во општина Аеродром. Тие нагласуваат дека ќе се собираат се додека овој проблем не се реши. Маж на возраст од 46 години се удавил вчера попладне во Дебарско езеро, во близина на општина Центар Жупа. Телото било пронајдено во водите на езерото, а полицијата утврдила дека се работи за жител на Скопје. Лекарите само ја констатирале неговата смрт, а причината за давењето ќе се утврди по обдукцијата. Ова е втор случај на давење во езерото ова лето. Вкупно 132 непрописно паркирани возила кои го попречувале нормалното и безбедно одвивање на сообраќајот ги крена пајакот на јавното предпријатие Паркинзи на Центар во соработка со сообраќајната полиција Скопје. Од предпријатието апелираат до граѓаните да ги почитуваат правилата и прописите и да ги оставаат своите возила само на пропишаните места.
Во Скопје денеска се одржуваат 29 републички пензионерски спортски надпревари. Организатор на манифестацијата е Сојузот на Сдруженија на пензионери на Македонија. Ќе има надпревари во 11 дисциплини. Ќе учествуваат 328 надпреварувачи од 40 сдруженија на пензионери. По прогласување на најдобрите, предвидено е да се додели преоден пехар на сдруженијето со најдобри резултати. Во Скопје ќе преовладува сончево и топло време со мала до умерена облачност. Ќе дува слаб до умерен ветер од јужен правец. Минималните температури ќе се спуштат до 16, а максималните ќе достигнат до 33 степени. В среда ќе се задржи сончево и топло време со мала до умерена облачност. Од четврток до недела ќе преовладува променливо облачно и нестабилно време со локален пороен дожд, грмежи и засилен ветер.